Нема партија која што ги блокира. Драго ми е со сите партии што се гледам дека сакат соработка. Го чувствуваат моментумот и важноста на месеците кои што се исправени пред нас, а веројатно и годините кои што постојат пред нас за носење на крупни, сериозни историски одлуки за Македонија. 2018 година е навистина многу важна година заради тоа што Македонија може да добие автоматска покана за НАТО и да почне ратификација на договор, односно на поканата низ парламентите за полноправното членство во НАТО, а очекуваме да добие датум за почеток на преговорите. Сето тоа е врзано и со проблемот кој што пред сега го има со нашето уставно име, но важен е концептот на едно општество за сите, важен е концептот фер општество за сите, како што и денеска темата на работничките права и очекувањата на работодавачите во државата, тоа е фер ставови. Важен е моментумот кога Македонија колку што може повеќе да се обединува, треба да се обединува. Мене ми е драго дори што со опозицијата за одредени национални прашања градиме консензус и заеднички ставови по национални прашања. Вчера се видов со 3 политички партии, односно БЕСА, партијата предводена од Африм Гаши, кој што е во судска постапка и веројатно тие си очекуваат свој дел, и со господинот Мендух Тачи, односно ДПА. И продолжуваме разговорите. Денеска ќе има комуникации дополнително. Јас сакам овие денови да привршуваме со оваа тема. Секако сите се пред се со очекување од предлозите кои што доминантно произлегуваат од мене како премиер кој што предлага, а согласно тоа после ќе се изјаснуваат и самите политички партии. Ако успееме да ги номинираме самите предлози на презимање на одговорност во одредени ресори, јавни институции и слично, веројатно ќе им треба неколку дена да донесат одлуки на своји органи и тела, ама се надевам дека во најмала рака, ако не целосно со сите партии, балем делумно со дел од партиите ќе успееме. Немаме обструкции од никој, коалиционите партнери во владата, од сите ИДУИ, но и помалите коалициони партнери кои што се во коалицијата предводена од СДСМ, генерално се позитивни заради заекнување на парламентарното мнозинство во парламентот. Добро, јас очекувам секоја средба нова креативност во функција на доближување на разликите кои што ги имаме. Сето тоа ме радува како се одвива, некој пат е со големи чекори, некој пат е со микро чекори, но е со чекори кон отстранување на разликите кои што постојат овде. Се надевам дека навистина со секоја можна средба, макар некогаш и на маргините на одредени случувања, ќе биде од прилог и ќе се помогне во тој правец.